Глувчешки совет. Си беа еднаш неколку глувци кои живееа во голем страф од злобниот мачор Родилард. Родилард беше брз и итар. Ретко некој можеше да му се измолкне и се веруваше дека има очи и на тилот. Тој беше изал толку многу глувци што малкумина преживеани не се осмелуваа веќе да излезат од своите дупки, дури и да одат по храна. И така, додека Родилард се дебелееше од ден на ден, кутрите глувци стануваа се послаби и послаби. Еден ден Родилард замина да посети некои своји роднини. Не можете ни да замислите колкава беше среќата на глувците. Конечно можеа да излезат од своите дупки, да одат по храна, можеби и да разменат збор-два меѓу себе. Најпрвин свикаа совет за да најдат конечно решение за проблемот Родилард. Глувчици и глувци, вака веќе не може. Ова е мојот предлог. Ке му врземе звонче на вратот на Родилард, така секогаш ке знаеме каде е, рече најстариот глушец, покажувајќи кон едно звонче. Ура! Извикаа глувците во еден глас, насетувајќи го крајот на нивните маки. Задоволен од себе, најстариот глушец се наспевна и продолжи. Сега ми треба доброволец, кој ќе го врзе звончето на вратот на Родилард. Откако го кажа ова, настана тишина. Потоа едно мало глувче рече: Жалам, ама мислам дека не сум дораснато за задачата. Јас не сум доволно брз, рече еден дебел глушец. Па зарем сте се мрднале сите од думот? Премногу е опасно, рече друг глушец. Нема шанси да го направам тоа, извика трет глушец. Еден по еден сите глувци одбија да ја извршат опасната задача. На крајот предлогот на најстариот глушец беше отфрлен, затоа што никој не сакаше да го спроведе во стварноста, а секој глушец си замина во својата дупка, чекајќи го враќањето на Родилард. Кликнете лайк и subscribe за да чуете повеќе приказни, а во коментарот напишете од кого бегаа глувците или која приказна сакате да ја чуете следна.